Го користат ли граѓаните правото да бараат информации од локалната самоуправа преку Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер? Од општина Велес велат дека е слаб интересот за користењето на оваа алатка, а градоначалникот Чадиев смета дека можеби причина за тоа се и неговите чести настапи по медиумите за тековните активности на локалната власт. Па добро, ние сме обврзани согласно законот и секој нешто е побарал било каква информација од тој сегмент ја има добиено на време, без разлика на обемот на информацијата и што побарал. И така ќе биде и понатаму. Може би имате право и дел од тоа да граѓаните се редовно информираат и ние ќе продолжиме со тоа редовно информирање на сите возможни начини, значи пресконференции, отчети давање, веб страницата на општината и сето она што е неопходно да нашите сограѓани имаат увид во работењето на општината. Значи, не можам да го дефинирам зошто е така или не е така, меѓутоа секој нешто побарал, секој бил услужен и ќе биде и во иднина услужен без разлика на големината на материјалот, без разлика на што ќе биде побарано. Во поглед на отчетноста, градоначалникот Чадиев информираше и колку чинела изработката на отчетот, кој неодамна им беше поделен на Велешани. Точната цифра не можам да ја кажам, негде околу 7.000 евра ќе кошта отчетот. У евра, може така, не? Околу 430.000, добро, околу 430.000 денари. Избран е, мислам, го изработи оној што е избран на тендер. Процедурите може, доколку ви интересира, и доставите на допис ќе ви дадени званични документи. Чадиев потенцираше дека работата во општина Велес е јавна и транспарентна и за ваквиот начин ќе се залага, се додека тој на функцијата, прв човек на локалната самоуправа, ги охрабри граѓаните кои имаат потреба од било какви информации, тоа да го сторат со помош на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер.